Во третиот век пред Христа, келтите од Галија продреле се до Мала Азија и таму се населиле. Нивните потомци, галатјаните, го зафатиле регионот во близината на денешниот град Анкара. Некои од нив биле придобиени од Евангелието на апостол Павле во текот на неговото второ и трето мисионерско патување, Дела, глава 16, стих 6 и глава 18, стих 23. Но апостолот не бил единствениот посетител во тие краишта. Некои од нив поучувале дека христијаните кои по потекло не се евреи треба да се покоруваат на еврејските закони, а и задолжително да се подложат на обрезување. Според Павле, ова барање е спротивно на вистинското Евангелие на Господ Исус Христос. Тоа ги става галатјанските христијани во состојба на духовно робство. Најверојатно за време на неговиот престој во Ефес им го напишал ова писмо. За да ги поврати своите браќа кон самото Евангелие, Павле изложува 3 точки. Пред се повикува на личните искуства, неговото обраќање, согласноста што ја добил од управителите на црквата во Ерусалим. Христијаните по потекло не јудејци не се подлежни на јудејскиот закон. Неговиот спор со апостол Петар за примената на оваа одлука. Павле го брани својот авторитет на апостол преку фактот што оваа апостолска служба не му е доверена од самиот Господ. Глава 1 и глава 2. Подпирајќи се на текстовите од Стариот Завет, тој објаснува дека спасението не доаѓа преку подчинувањето на јудејскиот закон, туку само преку верувањето во Исус Христос, од глава 3 до глава 4. Тој завршува со повик да се живее слободно под водство на Духот Божји, зашто Духот ги создава во човекот сите видови добра, а пред се љубовта, од глава 5 до глава 6. Секоја црква, секој христијанин треба да го слушне овој повик и да му одговори од дното на своето срце, за да биде слободен од секое робство.